Здраво, Живо! Ова е петошно во Германија. Вистиот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Марина, Здраво, како Панче. си? Добра. Чекав снег да падне денеска, така да сум многу надежда разбудив се бајле, ама ништо, тука во Гисен не ни израдува и не ни изнаради. Не ви израдува? Не, Па како не рече, кај вас? ќе товарев кола да ќе ви донесе малце снег. Кај нас си легнав без снег, станав у бело. Снег имаше, Леле, се беше леле, побелено. Многу сакам снег. Се беше побелено. Шубаво. Тука Ништо, нешто друго те ништо, прашам. една снеголка не падна. Добре, Скржи. кај нас имаш. Гисенчани. Него сакам нешто да прашам. Те фатили хајпот со Дубај чоколадата? Да, секако дека ме фати. Јас сум многу, што викаат германциве, опфа за маркетинг. Се морам да пробам што се рекламира, што е ново. И го барав и тек сега го најдов пред некој ден, пред 5-6 дена, не можев да го најдам, беше распродадено секаде. И вика морам да видам што е хајпот. Го барав баш кај чоколадите во Реве, го немаше, викам добре, и тука го, знаеш, го разграбале. И после идам на каса и го гледам на каса, уствари, нормално, као најважно нешто. Чуваат у трезор. Ај да видам и што знам, се разочарав некако. Мислам, не очекував, не знам што, ама не уживав толку. Преблаго. И тоа за мене, за некој што обожава благо, тоа беше преблаго и додека скршиш една коцка, ломке се направиш со тоа кремот од фстаци, викам, не е ова за мене. Златни гевюрцмандел, едно по едно си ги јадам. Така и треба. Да. Ти го пробале? Значи, да ти кажам и мене, ама мора да го пробам. Знаеш, ковакво добивме ние, да се пофалам у Глобус и ние добивме и морав да го пробам со колегите и колешките, го пробавме, ама и кој што рече ти, а за таа цена очекувам нешто по, што знам, ексклузивно. Не знам што ни очекувам, ни шапјат, не знам што, да знаеш која е чоколада, кој чоколада. Кој што рече ти, кој го отвориш вътре, Мислам, не ми текнува, пистаци. не ми приметив. Кремот на пистаци. Добро, кај нас кошта, например, 7,99. 7,99 кој ќе рече за 200 грама, за 200 грама чоколадо, кој што викаш ти, бре, јас викам, слушај, 7,99 за 200 грама. Подобро ти дам 15 евра за 3 кила каслер од мецкарајот, отколку 7,99 да дам за 200 грама чоколадо. Така е што подобро ти ми шмека, ама добро. Пратиме. Трендот така е тоа. Па и тема ни е малце денеска така здраво живи, вакво рако е. Денес зборуваме, верувам дека за многу интересни тема, посебно за младите родители, а тоа е систематските прегледи во Германија. Ова епизода ќе ми посветиме на малите, поточно на новороденчињата, на децата, поточно на така наречените прегледи У од 1 до 9, мислам дека беа. Марина, ти си по-пресна. До 9 се задолжителни, да. До 9 се задолжителни, да. Значи, интересно тоа, мислам дека ти ќе го потврдиш, за мене што е, да речем, од тие баш и денеска, кога се припремавме за емисијава, ги извадив тие, да речем, книжки, или кој што ги викаат Kinderuntersuchungsheft. Тој хефт или таа тетрадка ќе ја добиете у болница која ќе се породите. Автоматски се добива таа. Така нели кај тебе беше? Да. Таа автоматски се добива, да. Добива и одма се става и првиот преглед, одма се тој фактички U1 е веднаш после пораѓајот. Одма го испитуваат моторика, дишење, други работи, срце, реакции, трекво и рече. И кој што прочитав сега, не знам дали знаеш, зимаат и крв од папучната врвца, за да утврдат, сега момент да го најдам кај беше, за да утврдат преку ПХ вертот, фактички дали детето добило доволно кислород за време на пораѓање. Значи да не немало некој недостаток на кислород. И тоа точно тука. Да. И тоа точно стои го пишуваат во, значи тој ПХ верт го пишува и во, да речем, во тетрадка го пишува. Не? Да. И мислам дека и кај тебе, а ќе знам, тоа се сеќавам, кај нас им даваат витамин К во форма на капки.
по 2 милиграма. Витамин К, да, тоа уште одма Да. го дава, да. Одма. Ама мислам дека можеш сега добро има и тука, како што има и во Македонија, има и тука таа некоја алтернативна сцена што не им дава, не сака многу работи да им дава на бебињата. Мислам дека витамин К може и да не се даде. Значи мајката ако изречно каже дека не сака да се даде. Значи тоа треба, се што се прави, се прашува, мора да се прашаат родителите. Мајката, доколку, да речем, може би зависи каков е порадиот и сите работи, меѓутоа таткото е тука и у таа ситуација се прашуваат родителите дали на детето да му дадеме, да речем, сепак давањето на нешто од некоја друга, од трета личност е сепак за сите ризично. Од одговорноста некој треба да сноси. И родител треба да каже, а за јас за моите можам да речем дека ние се согласивме и нашите, да речем, од тој витамин К го да додаваат до третиот преглед. Значи секој преглед даваат по 2 милиграма витамин К и нашите добиваат. Значи тоа ја го кажувам и го знам и го сме го практицираме. Не прашали или какво е? У2 исто така се прави во болница. Колку си у болница? Има некој ако се Да, обично, дека по 3 дена се седи во болница ако си со обичен пораќај или до 5 дена со царски, нели, тоа е просек, секој може да се продолжи. Точно. Ама У2 е на третиот ден, така нешто мислам, ама јас еве за Тино У2 ја правев на педијатар, бидејќи не сакав да остана во болница повеќе од ден 2. Беше корона и сакав да си одам што побрзо дома. И за тоа уште на време, уште некој месец, 2 пред пораѓај се информирав, закажав на педијатар. И тоа добив место таму само поради тоа што тој педијатарот на Лука. Иначе многу педијатри не земаат веќе нови пациенти. Значи стварно е страшно станато. И се најавив и немаше проблем. После неколку дена тоа е одлична, си го однесов и да. Одлична информација, значи да речем идните родители да се информираат во своето место каде има педијатар, да се пријават таму, да направат термини, предвидејќи како што рече ти можноста тој У2 да се направи е од 3-тиот до 10-тиот ден, да речем, на детето. Значи во тој период треба тој У2 да се направи. Не? Тука треба да спомнеме, верувам дека овие систематски прегледи се мислам дека се задолжителни од една страна и доколку преминете преку тој термин, тогаш ККК може да не ви го признае или да не ви ги превземе трошоците. Значи, тоа треба да го знаете. Значи, ако отидете на 15-тиот ден да речете сакам У2 да правам, праксите знаат дека или докторите знаат дека тој преглед треба да се изврши во тој период и може да речат, окей, ова треба накнадно да си го правите и потоа со ККК да се расчистите. Да. Затоа, како што рече Марина, своевремено информирате се за педијатар, за детски доктор во вашето место, направите си термини, предвидејќи тие се знаат. Тоа е у секој да речем отвори у Google, прашај U1 и точно се знае од кој до кој ден, кој до кој месец и се знае. И тие термини се тактираат. Значи, се знае, и временската рамка е доста голема, онака да можеш на рада да закажеш и на времените подсетуваат исто. Значи, на нас не стига писмо секогаш, не подсетуваат некој пола година може пред терминот. Треба да се направи термин и после тоа писмо уствари треба да се пополни од педијатарот и он го враќа, се не знам само која институција беше, дали некој министерство, појма немам. Тоа некој што покрајинско беше, како и да е, Gesundheitsamt, појма немам нешто. Бидејќи тие се задолжителни, значи ако не го однесете детето, освен тоа што осигурувањето нема да ви ги покрие трошоците, за ако го донесете покасно, туку и ќе си имате проблеми и со Jugendamt. Тоа да. Значи да, дека може да проверат. Овие првите три за мене се најважните, да речем, тие систематски, кога фактички докторите визуално
и, да речем, со дишење или со сите тие работи утврдуваат дали на детето има некакви аномалии, недостатоци, прават тестирање. Ако детето е, например, 5 дена или 3 дена старо, веќе оно слуша, гледа, реагира, покажува реакција и врз основа на тие тестови докторот или педиатрот укажува на некои можеби аномалии кои што можеби покасно може негативно да влијаат во развојот на детето. Исто и тука, па да речем кај нас одма 2 мг витамин К и почнуваат со, да речем, информациите за витамин Д, потоа за ова рече го што е добивање на флуор, рахитис, мислам и за рахитис почнува да прават муабет, аномалиите на кукчиња, на куковите и тие работи. И секако што е многу битно контролата за жолтица. Значи, они прашаат каква е столицата, значи детето оди, не оди, каква ваква е. И врз основа на тоа може да се превземат некои мерки доколку се примети дека некои се ваква рече постојат некои аномалии. Да, јас имав и со двајцата имавме од почетокот као почетен степен на жолтица и стварно беа греотки, жолтички беа онака греот. И мислам сега може вака не се приметуваше, ама ако ги споредиш што друго бега, да. И ама тоа само се следи, не требаше ништо да се прави. Ама требаше да отидам уште еднаш, значи да ги следат и двајцата, само не советуваа на сонце, така да ги нели на сончеви зраци да бидат изложени. Кај Лука беше тоа поедноставно дека е летно бебе, Тино е зимско, ама се снајдовме никако и немаше потреба дополнителна терапија, ама и за тоа има чаре, може да ги да ги третира. Докторите во секој случај тоа активно го комуницираат, активно го кажуваат. Точно, не? Активно го комуницираат, активно го кажуваат и фактички укажуваат на тие работи, ти кои што викаш, и може, например, без некој лекарство или без некој, да се речем, да се медикаментозно да се занудуваат, да се завршат тие работи доколку правовремено и брзо се откријат тие аномалии. Значи, тоа рековме дека е U2 од 3 до 10, сега следи U3. Тоа е од четвртата до петата недела. Тука, третиот е исто. Неколку се по-чести, да речеме, во првата година се уствари повеќето, да. Да, значи, фактички до U6, значи 6 прегледи или 6 систематски влегуваат во првата година. Значи, U6-тиот е од 10-тиот до 12-тиот, до 10-тиот, 12-тиот месец и на секој систематски се гледа развојот на детето. Ова речи го што е посебно на нозите кога ќе почнат да се движат реакцијата, дали го држат главчето. Јас се сеќам на времето кога ги вртеа на стомак, па главата дали ја држи кога желки, дигаат главата нагоре. Да, не само така, имаат некои потфати педиатри за мајка посебно. Да. Травматично да се гледа кога го зема, кога го фати да го врти лево, десно, ова колку буквално како мајмунче изгледаше. Не се бунеше, мислам, добро, нормално не знаат што прават, ама вака за мајка многу чудно ми изгледаше тоа и на крај добро, супер, му се рефлекси да викам добро, фала. Мајка највише боли срце. Да, греото. Мајка највише боли срце. Леле, еднаш исто кога нешто Гревче. Да, за тоа за жолтите исто кога требаше крв да му земат, па не може од прстето, немаше крв онака 3 дена на светов. И мораше од глава, леле. И он ми кажа, дека тоа за мајката по-лошо изгледа отколку што е. Нема да го боли. Добро. Да. Мислам дека верувам дека на U4 кога со U4 веќе почнуваат со тие да речем вакцини, не? Тогаш се почнува, не? Со дифтерија, вакцина против дифтерија, тетанус, ја паѓажам од тоа се до тоа го прегледав од тетратки што ги имавме од помалата, да речем помалата ќерка и гледав таму дека веќе на U4 добивала вакцини, дифтерија, тетанус, хепатитис Б, детска парализа и од голема кашлица. Кој устен. Тука да се каже исто дека вакцините во Германија за разлика од Македонија не се задолжителни, освен ММР. Не се задолжителни, може сам да ги одбиете со тоа што ќе треба да подпишете.
на педијатар дека сте свесни, дека нели ви објасниле се за вакцините и последиците од тие болести. Тоа само ќе треба да се потврди, ама инаку, освен ММР, што мора да има детето ако сака и во градинка во школа да почне, не се задолжителни. Исто така може и покасно да се почне. Значи јас со двајцата почнавме веќе после 7 месец. Со вакцините, сакав малку да им се изгради нели имунитетот. Само да. Не знам колку на мене тоа ми правеше смисла и така направив, ама германците ние си ги теравме, ти кажам, ние си ги вакцинираат. Во повеќето вакцинираат, во Македонија знам дека има многу што не вакцинираат, не сакаат. Океј. Да. Азо ние со овие што ја паќарчам, сега баш денес ги прегледав тетрадки што ги имаме од двете и може да речеме и едната и другата се у четвртиот, да речем со у четвртиот почнати се вакцините и потоа завршува процесот, значи привидејќи не само една треба да примат, ами втора да треба да примат вакцина за овие. А во У6 доаѓаат следниот пакет на вакцини, а тоа е тука спаѓаат тие за сипаница мазан. Голема сипаница, мислам дека беше. Мазанот е голема сипаница, така? Мислам, да. Да, потоа и мумс, тоа е за заушки, заушки мумс, ротум, рапела, тоа не може да го преведам, и на крајот е од винпокет, или таа ситната или малата сипаница. Да. Значи, тие се на У6 ги предлагаат, како што речете, ги предлагаат и сега некој ги прифаќа, некој не ги прифаќа, тоа е лично което, меѓутоа од моје искуство јас кажам. ММР е задолжителна, мора да се ваква за школа, ако сака. И тоа не беше порано така, тоа. Да, точно така. Да, добро. Ја. И тука е таа, да речем, и уште една вакцина е таа се за менигококите. И таа е таа ММР. Не? Не, ММР е мумс мазан рутл, да. Мумс, окей. Ти си помодерните, ние сме по-стари за тоа. ММР не беше на времето. Да, 1 март 2020 ја направиле задолжителна. Оти порано не беа тие. Кај нас не прашува, например, у градинки или у школа никој не прашуваше дали биле вакцинирани, а сега кога што гледам, ги сите родители, демек што идат, например, нааму, си ги носат книжките за вакцина од Македонија, па ги преведуваат тука и тие работи. Порано не беше така, не те прашува кој е тоа. Они преведуваат, али ти кој што рече, грото, например, грото е, ја, да речем, другарчињата или другарките на девојчињава мои, сите беа вакцинирани, че немаше тука сите и општо ги приметувам германци, не само за деца, се вакцинираат многу, значи против грип, корона секако. Грип, рак на грло, матка, се што буквално што ќе се понуди се вакцинираат. Да. Ви сега, што и тоа нашето правило на Страут гората да служи, како што Страут планира да чува. Ја, они тоа го мислат дека или лозето го чува, така да они тоа го мислат и затоа го практикуваат тоа, не? Со У6 рековме, значи со тука почнат више вакцините да ги надуваат со което и факт е дека на секој преглед, значи детето се мери, тежина, висина, должина, висина нема, должина. Да. И што е многу битно, нашли да тоа не беше интересно. Многу ме извини во една фиока, знам има една фиока кај нас на педијатар во фиока со метро од страната и таму ги мерат. Добро, вие сте од помодерните. Ние со метрото ги тегнеа таму и ајде, толку е добро, пиши таму, па нели има и на тратчево или да речеме на тетрадка има да речем кривини има и ставаат цртички иксови, дали како се развива, дали не се развива, што се развива. Да. И си стои тоа. Али што е интересното, например, докторите во овие прегледи фактички и даваат некои советувателни предлози. Дали било за доење, дали било ако не доите, како да... Значи фактички, они се некои, да речем, детско советувалиште е тоа, не? И си прашуваат, они прашуваат каков е односот, посебно на покасните, да речем, предлези, кои ќе дојде, например, детето веќе пред градинка,
посебно тогаш го верувам дека го насочуваат смерот во тоа контактот, социјалниот контакт. Значи како е, дали се дружи, дали има друштво, Да. колку се занимава со, да речем, со социјалните медиуми, бидејќи добро на моето време немаше такви работи. Значи тоа не прашуваа колку, не тоа прашуваа, има точно графа, има тука гледав графа, колку гледа телевизија, колку сати у денот гледа телевизија. Да. Се прашува добро мора, памтам во денешно време, мислам да бидеме реални. Денешно време, да, денешно време веќе стои кај решершите што ги правев сега за епизодата, значи стоеше таму дека они прашуваат, значи колку со хенди, колку на лептоп, колку гледа телевизија, па и почнуваат некои да речем по-конкретни прашања. Каква телевизија, значи дали детски канал гледа, дали YouTube гледа, дали значи такви работи прашува. Има се и се што. Ние се пријавивме уште кога се породив, ми пуштија покана за некоја студија што ја прават. И се пријавивме и во ретко, ама од време на време ни стига некој прашалник да пополнуваме и уште трае студијата, уште трае. Значи еве 3 години веќе. Баш ме интересира што ќе биде тоа за медиумски конзум на деца. Што ќе испад, да. Значи, ја верувам дека тоа е доста со текот на времето, посебно на денешно време, е доста голема тема. Значи, развивањето на детето, порано немало такви работи, немало мобилни. Океј, на времето испадна Nokia, ама Nokia-та беше 3610, беше ако се акнеш прсти ќе скршиш. И онака вицон имам таква Nokia, уште има една цртка од батеријата, не е потрошена 20 години. Да. Така да на времето се знае, со цртанки, со пишанки, коцки, вакво такво сме правеле. И децата сосем поинаку се. Ја баш еден цртеж најдов, а тој цртеж го правеле на U7A. Значи тоа е измеѓу кога ќе почнат у градинка. Тоа е меѓу, значи околу трета година, ствари да. Тоа е пред третата година, значи измеѓу. Се почнува тогаш во градинка, ама многу почнуваат и порано, али да, таа е сега ние сме поканети на тој преглед. И знам дека ми текнува, освари не беше за U7A, за U7 Лука го спремав за на Олимпијада. Значи дека многу страф ми направија некои германски мајки, устил тогаш треба детето само да се облекува, треба да може веќе на 3 години да облече панталони, да се облече јакна, да збори и онака го дрилав детено. И на германски, на македонски, он покасно почна да збори, дека нели на двојазично растен и стварно ми беше страф. Прво дете во Германија, се викам, леле, ако нешто не име по нивните стандарди, кој знае што ќе ми кажат нешто да не караат. Ама ништо се беше окей, али без разлика на тоа и Тино ќе го спремам сега за U7A. Таа е како вметната меѓу U7 и U8 баш за такви за јазични способности, за вербални, значи дали знаат да зборат, дали знаат да се изразуваат, дали имаат некои проблеми, нели да си каже нешто. Да, и дали имаат некои говорни мани, веќе на таа возраст, мислам, може нема да почне уште од тогаш со терапија, ама ако се детектира уште на таа возраст, мислам дека е многу поедноставно за понатаму. Точно ти кој рече, че точно тука фактички во градинката, кога почнуваат во градинка, ги испитуваат тие особини. Јас се сеќавам, на пример, и кога ти го живееш во квоето, ние не ги спремавме потикај нас поинаку, како рече го, на тоа време така поинаку, не ги спремавме, значи црта триаголниче, кругче, такви работи беа во квоето, значи некои моторички, значи дали може да балансира, потоа дали. Ама фактички тоа се и некои покрај, например, да речем што е моториката, а ми гледаат како се развиваат куковите, нозите, значи дали има U форма, X форма и тие работи, врз основа на целото тоа. Оти сепак со самото оформување детето колку сега знаеме дека колку по-стар си, не поне се поправиш. Кај може да се поправи сега коската кај мене, више готово не бива таа исприведена. Додека во тие години, например, се уште доколку сепак се откријат некои работи, можат временски да се
спречат или да се Да. зона. И за мене е многу битно, што би сакал да кажам, би требало и родителите како родител да бидеш отворен, да кажеш, слушай, детево плаче. Или детево има страв. Или детево има или е повлечено, например. Оти не е пожелно, например, детето да го правиме, да речем, што се вика добро, или нешто да правиме нешто што не е како што треба, а потоа со текот на времето да испадне такво. И паѓаш во градинка треба да сепак да може да испадне, да остане без родителите. Да. Тој момент, тој социјален контакт, дали го има, да се дружи, да знае, да дели. Имаше, ми се чини дека тест имаше во което е прашува ако имам едно јаболко, ќе го поделиш и да, ја, нај, се мршти, плачки. И тоа, значи, тие реакции се нормални, значи, тоа е реакција. Ја? Значи, тие реакции се нормални за тоа. И тоа вика, окей, значи, се е во ред. Alles gut. Реагира нормално. Ја? Така да, ја. Да. Тие систематски да се доста битни. Да. Уствари сега гледам до школа, до почеток на школа, веќе сите се завршени. У9 е до 5-та година и толку. У9 е 5-та година и тоа фактички е тој систематски преглед е, да речем, зелениот картон, дали детето е психофизички способно доди на школа. Али врз база и на предходните прегледи. Значи тоа што се имало во минатото и со самиот развој на детето. Сега има и понатака, значи кога ќе добиете таа книжката за здравствената книжка уствари за деца, таа жолтата, напред одма има као лепенка од кога до кога треба да се посети тој преглед, да се направи тој преглед. И е стварно супер нешто, значи што одма да си видиш, да знаеш кога ти треба термините. И освен У9 има и други, значи после У9 има други прегледи, ама тие не се задолжителни. Да. Тие не се задолжителни, тие имаш тетрадката пред тебе, Панче, што пишува. У10 тие ги посетувавме, да. Понатаму продолжува, значи после, да речем, У9 или после, да речем, 5-та година, почнуваат У10. У10 се прави на 7 до 8 години. И тука веќе се контролира, да речем, дали знае да чита, да пишува, потоа се пресметува, прашуваат. Тоа фактички е малце повише од, да речем, здравствен систематски преглед, ами веќе одиме на, да речем, на психофизичка моторика, дали сваќа во просторот, не, потоа понашањето, значи, дали има некој АДХ синдром, не, и сите тие работи, што заборавивме да кажеме дека од кај У6 месечини почнуваат со запчињата. Значи, контрола, вилица, го чеша, не го чеша, даваат на совети со оние што се гумите за чешкање, што се за грицкање. И се прави, например, исто и вилицата се развива. Сега, например, ние не сме имале проблеми во тоа време, меѓутоа и двете, да речем, потоа, со колку беше, со 13-14 години, моравме да ги носиме на киф ортопед. Како се вика, киф ортопед на протетика. На протетичар. Протетичар, да, ама кај нас и обични стоматолози тоа го прават, мислам. Да. Окей. Добро се, тука последни се тие и за тоа, например, сакам да кажам дека можеби детето со текот на детството или во раната возраст нормално се развива, меѓутоа со текот на времето, како пораснува и како расте, вилицата се онадои и се покажува некои факторите. Затоа се тие систематски прегледи, каде што, например, нас ни укажуваат, може, отидете, упатете се, а тука се и тие нормалните контроли за забар. Верувам, тука може да ги спомнеме, не? Дека, забар тука, за мене тоа е најлошо, најстрашната работа. Да, имаш забар. Речи ми се, забар, не.
Зошто можеби тоа Зашто ми ми е има не, ептен страф од запад? лошо искуство да речем од Македонија и од бившата Југославија. Исто Кои е ти тачно ваат за место, да. кои ти ваат зад без Без анестезија, само така анестезија. отвори ваговото со клештата вади. Не можам да си замислам, значи Да. порано ја Ја. никогаш не земав анестезија на запар и си викав ајде 10 минути ќе издржам додека буша таму. И стварно беше така, 10 минути се не болеше, мислам да боли, ама не кој знае колку, али после веќе кога ја открив анестезијата, викам ба зашто да ме боли? И тука веќе приметив и во Германија не те ни прашуваат, одма ставаат анестезија. Да. Само ако речеш не ми треба. Да, Тоа да, можеш само од ако почетокот да иначе кажеш, слушај, не ми не треба. прашуваат, сакаш некаш, туку одма Да, тргаат со одма анестезија. шприцот го спрема, ваквото и ти го речеш не, данка, не ми треба, тоа што, ама ја викам дупла. Стави дупла за мене. За секој случај. Ама и тоа Да. па не е убаво, после 4 сати си ко фатен у фацата, не можеш да се лигаеш. Не ме интересира. Порам да бидам фатен од колку тие. Не, тоа им ми се трова. Наја, испадаме малку од темата, а за оваа тема ќе направиме и посебна емисија, значи за да речам за систематските прегледи кои што се кај да речам возрастните. За нас, не, маж, жена, бидејќи знаеме дека во Германија постојат такви програми. Дали било за женски доктор, дали било за машки доктор, простати, мастати, шеќери, крв, кога се испитува и како се испитува. За тоа ќе направиме една посебна емисија, а денеска да се вратиме сега, рече ти, еве сега стасавме до U10, U11, 9 до 10 години. Не? И тука главните да речам, главната тежина на овој или главниот испитувачки покрај, па речам, на секој систематски преглед, тежина, развој, висина, глава, коп, сите работи и тие работи, меѓутоа они си имаат за секој систематски имаат посебна програма каде што веќе сега ќе речеме U11 социјалниот статус, значи како се интегрира, дали има друштво со другарчиња, како тука веќе почнуваат со забите, значи кифарот го гледаат, значи вилицата, забите дали се сите развиени, оти нели тогаш има млечни заби, почнуваат да се ваат млечни, па заваат стални, па паѓаат, па не паѓаат, се нишаат, не се нишаат и сите тие работи. И секако дека и повторно тука, веќе тука веќе почнат да пишат, например, дали има проблеми во фамилијата, значи како е фамилијата, дали е односите татко, мајка, родители, какви се тие односи. Значи тука веќе почнуваме да растеме, значи фактички да бидеме некоја си возраст. И повторно тука прашањето еве го на тефтерчето стои колку гледа телевизија. И тука сме пишале 1 до 3 сати, паѓаше на времето не гледа многу телевизија. Јас се сеќавам, во времето телевизорот кај нас за децата беше 7:15 имаше една емисија Нуну и со прекосмукалки имаше интересна деца и многу ја сакаат. Телетаби се викаше. И да, ги имаше во Македонија. Тие телетабисот ги гледа и денеска се цело време кога се смееме некој што ќе се надиме, цело време се спомнуваме телетабис, викам се сеќавате телетабисот како беше. Ја. Следниот или последниот, да речем, преглед, кој што е официјален или е вакво е J2 и тој е измеѓу 16 и 17 години. И тука веќе зборуваме за развој, пубертет, сексуални работи, големина на вакве на тело, развиток. Да. Тука се испитува диабетес ризико, веќе почнуваат, не? И исто и социјалните контакти, значи каков е со друштво, со ова, каков е контактот во школото и повторно родителите тука. Оти сепак тие да речем 16 години, 16-17 години се доста за некои завични. Да. Предизвикувачки да речеме. Само за таа J2 можно е од некои здравствени осигурувања да не е прифатено, односно да не се покриени трошоците, така да прашате си претходно. Да. Таму кај што се осигурани, да. И тоа е последната, веќе дека после тоа детето станува полнолетно и не е последна педијатар, туку са на обичен лекар, хаусарц. Матичен доктор, матичен хаусарц. Не?
Мада јас Така му да, кажала за Лука, за сите вакцини што ги имаше примено, освен од почетокот, понатака кај општо се што правевме, освен овие у прегледи, правевме кај нашиот општ лекар, матичен лекар уствари, во селскиот лекар, дека ни беше блиску и тоа е исто опција. Ако не ви се чекаво Точно. преполнети ординации со болни деца, може и тоа да си прашате. Само им кажував, таа вакцина треба да се прими, окей, ја порачува, му ја става и толку. И усвари Добро, се може да речем само дека за прегледите сме биле на педијатар, за ништо друго. точно таа опција постои, а верувам дека сега кој што знаеме или кој што сеќаме или кој што приметуваме и од медиите и од широкиот круг на пријатели и роднини, а и ти се уште си, да речем, како млади родители, знаете дека барањето на термин кај доктор, посебно кај специјалисти, да речем детски доктори, е многу проблематично. На времето кај нас немаше проблем, а ние туку местото, па таа дори сега и нема веќе, да речеме, секое место. Значи, ние местото на времето имавме 3-4 детски доктори. Само детски доктори, значи само деца што гледа. А сега кој отиде у пензија и не, затвори праксата, толкова което и повеќето, ти кој што спомна, сите се префрлат кај матичните лекари, кои што истото и тоа го прават. Значи, матичниот лекар може да ви биде, да речем, детски доктор. Значи, тоа не е ништо, али сепак повторно да напоменеме, со време да си почнете да си фаќате терминчиња, оти термините се ретки. Може да ви се деси да не добиете термин тоа што сакате и после тоа да дојдете во проблем, да речат да ми чеки се поминал, например, да отидеш на систематски 15 на 2 на 15 ден, ти речат чеки за 15 10 дена треба. Нив не ги интересира дали имаш термин или не ги имаш. Тоа ни ти викаат од 3 до 10 ден е U2. Точка. Да, а од овие што ме подсетија, мислам некој гезунет беше, што ни праќаја писмо за тие прегледи, нели треба дел од писмото да се пополни дека детето стварно го направи, дека било на преглед и дека е направен тој преглед. И Арнама на последниот преглед педијатарот не го испратил тоа, не го пополнил и не го испратил и ни пиша писмо каде мек треба да детето да нели да иде на преглед, ово им пиша онака беше, само ете не пополниле. Нема проблем, јавете се, кажи, пак не го пратија тоа истиот формулар. Значи си Они си се доследни, они ќе си пазат, точно, они си пазат, они си ги имаат, си ги запазват своите термини, битно е вие како родители тие термини да ги почитувате и да ги запазуват. Не? Сега, нас си ни беше интересно и можеби тука еден повик ќе направиме, мал или голем или како сакате. Ако познавате некој педијатар, доктор, кој што е во Германија, слободно пишете ни, ќе го поканиме и истава емисија ќе направиме и од гледна точка на педијатарот. Не? Да. Ние се потрудивме, но не успеавме да најдеме. Ако има некој што знае, или ако ќе слушате емисијата и знаете таков човек, слободно пишете, ќе го контактираме или некој не контактира истиот, слободно ќе го уклучиме во емисијата и ќе направиме со него една епизода. Ако оваа епизода верувам дека дадовме Марина доволно објаснување и доволно работа. Ако не сме доктори, но сме родители. И родителите, како родители сме упоминали тоа искуство и ова искуство го пренесуваме на нашите слушатели. Така е, Панче? Да. И сега ќе одиме ли за Хилден? Ќе одиме. Ќе одиме, леле, преска само Тино станува са бајле таков целиот закашлан. Заврсулавен, леле, викам, ќе се види и Хилден и се, ама добро има време, добро е, не е... Има време. Има време. Со деца, што вика другарка ми, со деца не можеш план да направиш некој завршен план. Секојаш зависи од, нели, од бактерии што се мкнат од градинка, ама еве за една недела ќе се оправи сигурно. Во секој случај се гледаме таму. За една недела. Да, точно. Имаме уште колку 8 дена. Хилден, Наум Петревски и Зоица Лазова ја погодивли. Да, браво, Панче. Добро. И си ја гледав оној ден на некоја утринска
емисија, многу убаво пееше, одвај чекам да ја слушнам во живо. Ја? Многу сакам, иначе кога ќе станам са бајле, ако сум дома, да гледам македонска утринска емисија, било која, немам некоја една омилена, али така некои вести да си гледам нешто, да видам некој ако се јави, ако се побуни, нешто, така да се оседам малку се. Добро утро, Македонија. Да. Добро утро, Македонија. И ја, па мерак имам, еве да ги поздравиме и нашите пријатели од Македонскиот културен центар, од Македонско сонце од Дизелдорф. Сега нема да снимаме видео ние, ама мерак ми е да запеам оваа од Наум Петревски речија Оди звездо. Оди звездо. Многу ја сакам, да. Ама не одива, Многу ја нека не одива сакам. у конкуренција за да не одива у конкуренција за giveaway. Картите се купени, картите се нарачани, Да. хотелот е букираше? хотелот е безбеден, престој, да, Супер. престојот е безбеден, една ноќ, ја. И повторно ние ќе го најавиме и следниот настан, не? Каролинчето ќе ни гостува во Германија. Она ќе Во гостува, организација на не знам дали ќе доаѓам. Ти уште не знаеш, ја од Хилден право за Мајнц. Ако ти ќе не бидеш нашиот представник, Панче. Ама стварно се Ја, надевам представник. дека ќе отидам и таму. Ќе биде убаво, верувам да ќе биде убаво, верувам двата настана ќе бидат убави, без разлика што и како е, али јас со сопругата и едниот и другиот настан ќе го следиме. Картите се набавени, уствари треба да се јавам горе, ќе им се јавам обавезно, али веќе хотелот ме букиран за една ноќ, тогаш идеме и ќе го гледаме Наум Петревски и Зуица Лазова на 30.11. во Хилден. И со тоа, Ќе гледаме таму. мислам дека се слушаме, се гледаме таму, а се слушаме во петочно во Германија со Марина Панче. И тоа е тоа. Чао, чао. Чус!